Од трети ќе одиме точка по точка. Прва точка, одлука за овластување на полномошник на општина Битола за присуство на седница на собрание на акционери на ФК Пелистер акционерско друштво Битола. Втора точка, одлука за постојан овластен представник на Советот на општина Битола во акционерските друштва на ракометен клуб Еврофарм Пелистер акционерско друштво Битола и ракометен клуб Еврофарм Пелистер 2 акционерско друштво Битола. Трета точка, одлука за именување на постојан овластен представник од Советот на општина Битола за годишните собранија на Друштвото за спортски дејности Кошаркарски клуб Пелистер АД Битола. Четврта точка, одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови во управните и надзорни одбори за контрола на материјално-финансиското работење на јавните предпријатија основани од општина Битола. Петта точка, решение за формирање комисија за изработка на програмата за работа на Советот на општина Битола за 2026 година. Шеста точка, решение за формирање на Совет за јавно здравје во општина Битола. Седма точка, решение за разрешување и назначување на вршител на должност член на јавно предпријатие Пазари. Осма точка, решение за разрешување и назначување на вршител на должност член на управен одбор на ЈП Комуналец Битола. Деветта точка, решение за разрешување и назначување на вршител на должност член на надзорен одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола. Десетта точка, решение за разрешување и именување на членови на надзорен одбор на ЈОУ Дом за стари лица Сјурајдер Битола. И 11-та точка, решение за разрешување и именување член во училишен одбор на гимназија Јосип Броз Тито Битола. Ве молам кој е за предложениот дневен ред да гласа. Зошто не изгледа? 3 за, против, системот ми покажа така. Сега, ајде. Кој е за, ајде уште еднаш? Пет за. Значи нема ни против, ни воздржан. Одиме по точките на дневниот ред. Одлука за овластување на полномошник на општина Битола за присуство на седница на собрание на акционери на фудбалски клуб Пелистер АД Битола. Дали предлага некој лично за полномошник на општина Битола за оваа точка? Јас имам предлог, Спасе Ристевски ќе биде. Ве молам да гласаме за предлогот. Не, само име презиме. Да. Кој е за, ве молам да гласа за предлогот. Три гласа за, против нема, еден има воздржан. Ајде. Еден против и еден воздржан. Ајде, ќе се привикни понаврзена да види системот со закаснување. Во ред. Значи предлогот е усвоен со 3 гласа за, 1 против и 1 воздржан. Одиме на втората точка. Одлука за постојан овластен представник на Советот на општина Битола во акционерските друштва на ракометен клуб Еврофарм Пелистер и акционерско друштво Битола и ракометен клуб Еврофарм Пелистер 2 акционерско друштво Битола. Дали има некој предлог за овој представник, овласт?
Јас го предлагам Никола Гаговски. Во ред. Јас го предлагам Стефан Думаловски. Ве молам да гласаме за предлогот. Добро. Бидејќи вака, мојот предлог беше Стефан Думаловски, вашиот беше Никола Гаговски. Бидејќи гледате со системот побрзо покасно, ќе гласаме исто раце и со системски. Ве молам, кој е за предлогот Никола Гаговски да биде овластен представник на Советот на општина Битола во акционерско друштво на ракометен клуб Еврофарм Пелистер, акционерско друштво Битола и ракометен клуб Еврофарм Пелистер 2, акционерско друштво Битола. Кој е за, ве молам да гласа. Два гласа за. Кој е против? Три гласа против. 3-2. Сега одиме за предлогот Стефан Думаловски да биде овластен представник. Ве молам да гласаме кој е за да гласа. Три гласа за. Три гласа за. Кој е против? Два гласа против. Одиме на третата точка. Одлука за именување на постојан овластен представник на Советот на општина Битола за годишните собранија на Друштвото за спортски дејности Кошаркарски клуб Пелистер, акционерско друштво. Дали некој има предлог за овој овластен представник во општина Битола за годишните собранија? Јас имам предлог, тоа е Ѓорги Анакиевски. Ве молам да гласаме кој е за предлогот Ѓорги Анакиевски. Три гласа за. Кој е против? Еден глас против. Воздржан? Еден воздржан. Четврта точка. Одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови во управните и надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење на јавните предпријатија основани од општина Битола. Значи, по оваа точка знаете дека ќе излези оглас за избор на членови во јавните предпријатија за управни и надзорни одбори. Кој е за оваа точка, ве молам да гласа. Кој е за? Четири гласа за. Кој е против? Воздржан? Еден воздржан. Одиме на петта точка. Решение за формирање комисија за изработка на програмата за работа на Советот на општина Битола за 2026 година. За оваа комисија јас ги предлагам следните советници. Тоа се Бојан Бојковски, јас, Петар Николовски, Иван Чулаковски, Гаврил Трајковски, Валдета Мусаи Фејзуловска, Димитар Кузмановски, Стефан Тековски, Јагода Талевска, Мартин Ивановски и Марина Крстики. Ве молам, кој е за овој предлог да гласа. Пет гласа за. Шеста точка на дневен ред. Решение за формирање на Советот за јавно здравје во општина Битола.
За Советот за јавно здравје во општина Битола се предлагаат следните членови: Светлана Поповска-Клјусева, Златко Лозановски, Марина Крстик, Наташа Марковска и Драги Крстев. Ве молам кој е за предлогот да гласа. Четири гласа за, против, воздржан, еден воздржан. Седма точка. Решение за разрешување и назначување на вршител на должност член на јавно предпријатие Пазари. За разрешување од јавно предпријатие Пазари има поднесено барање Благица Талевска, бидејќи е и во друг надзорен одбор во јавно предпријатие Стрежево. Значи се разрешува Благица Талевска. Ве молам кој е за да крени рака. Три гласа за. Кој е против? Еден глас против. Воздржан? Еден воздржан. Се именуваат следните лица, значи Никола Шарковски, дипломиран правник, и Јована Зиковска, дипломиран правник. Ве молам кој е за да крени рака. Три гласа за. Да, за надзорен. Фалеше уште еден член. Кој е против? Еден против. Воздржан? Еден. Три гласа за, еден против и еден воздржан. Одиме на осмата точка на дневниот ред. Решение за разрешување и назначување на вршител на должност член на управен одбор на ЈП Комуналец Битола. Се разрешува Илија Илиевски. Ве молам кој е за да крени рака. Три гласа за, против, еден глас против, воздржан, еден. Во ред, се именува за член на управен одбор на ЈП Комуналец, се именуваат лицата Миле Милошевски, дипломиран електроинженер, и Стефанија Драгарска, дипломиран правник. Ве молам кој е за да крени рака. Три гласа за, против, еден против, воздржан. Добро. Одиме на деветата точка на дневниот ред. Решение за разрешување и назначување на вршител на должност член на надзорен одбор на јавно комунално предпријатие Водовод Битола. Се разрешува Кристина Бошевска Рутевска. Кој е за, ве молам да крени рака. Три гласа за. Кој е против? Еден глас против. И воздржан еден. Добро, одиме на одиме на именување. Се именуваат следните лица за членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП Водовод Битола. Михајло Свидерски, дипломиран правник, и Александра Јаковиќ, дипломиран економист. Ве молам кој е за да крени рака. Три гласа за. Кој е против? Еден против и воздржан еден. Благодарам. Одиме на 10-та точка на дневниот ред. Решение за разрешување и именување на членови во надзорен одбор во јавна
општинска установа Дом за стари лица Сјурајдер Битола. Се разрешуваат следните лица: Ѓорги Дамјановски, Маја Николовска и Валентина Андоновска. Ве молам кој е за да крени рака. Три гласа за, кој е против? Еден глас против и воздржан еден глас. Сега се именуваат по истата точка следните членови: Филимена Петровска, правник, Ѓорги Гацовски, правник и Бранко Ристевски, економист. Кој е за, ве молам да крени рака. Три за, против, еден против и воздржан еден. И одиме на последната точка од дневниот ред. Решение за разрешување и именување член во училишен одбор на гимназија Јосип Броз Тито Битола. Се како предлог се разрешува Елизабета Каровска. Ве молам кој е за да крени рака. Три гласа за. Кој е против? Воздржан? Еден воздржан. Јадранка, не гласаш? Не. Двајца воздржани? Готово. А за член на училишниот одбор на гимназија Јосип Броз Тито се предлага Гордана Станоевска, дипломиран учител. Ве молам кој е за да крени рака и да гласа системски. Три гласа за, против, еден против и еден воздржан. Бидејќи се истрпија точките на дневниот ред, ви благодарам за присуството. Имајте убав ден. Поздрав!